Кривична пријава против поранешен директор на Штипското комунално предпријатие ИСАР денеска поднесе градоначалникот на Штип Иван Јорданов. Од основното јавно обвинителство бара да поведе постапка за кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластување. Според документацијата, како што тврди Јорданов, поранешниот директор во 2018-та наместил тендер за набавка на метларка. Машината која не е функционална чинела 90.000 евра и е набавена во периодот кога комуналното предпријатие се давело во долгови. Имаме основано сомнение дека е извршено влијание затоа што станува збор за иста техничка спецификација на компанијата која што ја произведува оваа метларка со техничката спецификација по која што е распишена јавната набавка и распишен тендерот, затоа имало најверојатно ограничувачки услови да ниту една друга фирма не се пријави на тендерот, а метларката е набавена по енормно висока цена. Освен ова, Јорданов најави дека во наредниот период до основното јавно обвинителство ќе поднесе и други кривични пријави. Во минатото неколку пати повикував надлежните институции по допрен глас да излезат да побарат соодветна документација. Очигледно никој не се одзва на повикот, затоа ќе морам јас лично да ги доставам соодветните докази, не само за директорот на јавното предпријатие, туку и за други функционери од минатото, за основани сомненија за сторени кривични дела, кои што ги утврдил ревизорот при извештајот кој што ни беше доставен до... Во кривичната пријава која денеска ја поднесе Јорданов пишува дека машината за метење на јавно прометни површини е набавена преку компанијата Сандра Емот Кавадарци, која врши транспорт и поседува концесија за ископување на минерални суровини. Во самата спецификација на јавната набавка е наведено дека се бара машина што е сосема идентична на модел што го произведува Брако, во која основач е поранешен, а во тој момент актуелен потпредседател на македонската влада за економски прашања. Во истиот период ваква машина набавили комуналните предпријатија во Кочани и Велес.